Побришењето на зборовите од новиот дигитален толковен речник, за кој бурно реагира од граѓанската иницијатива Аваја, дека се навредливи и дискриминирачки за ромската заедница, и сериозните критики од стручната фела, дека бришењето е скандалозно и е цензура од владата, од Институтот за македонски јазик признаваат: ја увидовме грешката, во речникот нема слични зборови за другите етнички заедници и затоа ги избришавме, но ќе се вратат редефинирани заедно со слични за другите заедници. Во Институтот се децидни. Нема цензура и притисок од владата. Пресудно за бришењето на спорните зборови биле заканите за масовните протести низ државата и Европа, на кои повикуваа од Аваја. Не. Ова беше, знаете како, во тој момент јас имав тие 2 дена, само го зазедовме ставот, меѓутоа јас имав мои приватни причини зашто не можев да давам изјави и се повлеков 2 дена и само беше замолница, јас се слушнав со луѓето, мораше да се јавиме во влада затоа што тие страната ја одржуваат и да објасниме зашто треба да бидат повлечени, советување дека во догледно време повторно ќе бидат вратени зборовите, И тие само ја презедоа обврската да соопштат на јавноста. Првата моја реакција беше и воопшто на редакцијата, на помладите членови, ќе речеме, од редакцијата, вечерта кога се слушнавме, дека прво не смеат да се дозволат протести против речникот. Зошто? Затоа што ќе остане во аналите запишано, еве го првиот на човештвото на Европа, ова е првиот речник против кој што имаше протести. И потоа видовме една системска грешка. Колешката Елка Јачева-Улчар, која што го работела материјалот со географски и други имиња и етници, и ктетици и така натаму, тука подзаборавила на систематичноста. Има во науката едно правило. Или човек ќе биде темелен и систематичен, се ќе напише по тоа прашање, во случајов овде, сите погрдни, не мора да се и погрдни, разговорни називи за другите нации кои што живеат на овие простори во Македонија, во Република Северна Македонија, или ниеден. А во случајов беше направен исклучок само за циган. И тоа беше нашиот аргумент зошто моравме да го повлечеме. Станува збор за зборовите циганче, подцигани, циганштија, циганштилак, за кои во Аваја сметаат дека се селективни и заради тоа се дискриминирачки, не се соодветно толкувани и се непрофесионално изведени. Велат владата била должна да реагира. Речникот е финансиран од народни пари. Од другата страна, препукување со владата дека било на некој начин цензура, ние сме на ставот дека владата изреагира навремено, затоа што повторно дигиталниот речник е финансиран со државни пари, со наши пари, и затоа ние сме на ставот дека ние не сакаме со наши пари да бидеме прикажани во едно такво непрофесионално, да речеме, такво непрофесионално толкување да се направи од една таква сериозна институција. Да ги имаше и другите зборови, навредливи зборови за останатите заедници, тогаш мислам дека немаше простор да се побуниме. Меѓутоа, ваквата ситуација, сега како што е, ни покажува на селективност само кон нашата заедница и непрофесионалност во однос на толкувањето. Тоа се толкувања кои што се, како да кажам, внесени од страна на неромското население, односно од авторите, толкувано на нивен начин, без да навлезат во етимолошкото значење. Јас од тоа што видов, мислам дека беше циганштија нешто во тој стил, со толкување дека тоа било особина на скржавост кај циганите. Такво нешто, такво толкување, според мене е навистина неетички и непрофесионално. Откаде им нив таква констатација дека ромите имаат како особина им е скржавост. Дополнително, во нити еден од зборовите не стоеше дека таквите зборови се навредливи
кога се користат. Се ова предизвика бура од реакции во јавноста, се разгоре силна дискусија, реагира од стручната фела, ситуацијата зема сериозни димензии на социјалните мрежи, се разгоре и говорот на омраза. Многу дебати се појавија за ова во јавноста, разни моралисти, се искористи за политички влијанија, се изгуби суштината на проблемот. По ова, по смирување на страстите, зборовите повторно се враќаат во толковниот речник, ревидирани и во соодветна форма. Новинарот и активист Дехран Муратов смета дека овие зборови не требало да бидат повлечени, бидејќи тие се во речникот токму за да се види дека се навредливи и деградирачки. Лично не сметам дека треба да се избришат зборови од речникот, но треба да биде јасно нагласено дека се работи за навредливи зборови. И примерите што се даваат да бидат јасно нагласени, не со некои ситни буквички или па со некои кратеници или со некои стручни изрази, да биде наведено дека се работи за навредлив збор. Напротив, нека има дури и со, ако треба, и со поголеми букви, со црвени букви, како што имаме нели за опасност, внимание или нешто слично. Кога би имале такви јасни јасно укажување дека се работи за навредлива содржина и примерите што се даваат, како не знам, се врати од одмор, видиме како циганче сум станал, да биде покажано дека не е тоа туку говорно и секојдневно, туку да се каже дека тоа е навреда за одредена група на граѓани. Лично сметам дека зборовите треба повторно да се вратат, затоа што навредите, говорот на омраза не се учи од речник, се учи дома, на улица, од другари, од комши, а во речникот токму тоа би било и примената на речникот, да се укаже дека тоа е навредлив збор. Истиот толковен речник во пишана форма е стар 7 години и досега немало реакции дека е дискриминирачки, ниту се реагирало за постоечкиот дигитален речник или во македонско-ромскиот речник, каде што зборовите се исто така присутни, вели професорката Јованова Грујаска. Само така се дискриминирачки, доколку се само тие употребени за една нација. Само така се дискриминирачки. Меѓутоа, доколку ги вратиме сите зборови што и ги додадеме, нели? Во догледно време планираме тоа да го направиме. Сите зборови што се поврзани со нациите, со луѓето кои што живеат на овие простори, тогаш нема и со соодветна ознака пеоративно, нели, или погрдно, така, или разговорно, или иронично. Така, ние си имаме некоја градација во науката до која што се придржуваме, независно дали обичниот свет ќе го разбере значењето на таа ознака. Шајчири смета дека зборовите се застарени и треба да се адаптираат на новото време. Токму затоа ние фактички се побунивме, затоа што има голем број на зборови кои што се дел од нашата секојдневна комуникација, и кои што навистина се навредливи по однос на останатите заедници. Меѓутоа, ќе повторам, беше селективно. Толкувањето беше селективно само кон нашата заедница, во кој што беа ексклудирани останатите заедници. Меѓутоа, доколку имаме толкување такво кон сите заедници, мислам дека немаме никаков проблем. Новинарот Муратов пак вели, работите се погрешно поставени. Ако се избрише зборот, не значи дека ќе исчезне одговорниот јазик, а со ова непотребно се разгорува говорот на омраза. Но не е работата да исчезне зборот. Треба да има институционален трак, но тој институционален трак да биде јасно нагласено дека се работи за навредлив збор и тука да застане. Да не им се дозволи некој политички да поентира, а моментов сега сите сакат некако да поентираат. Невладини, политичари, интелектуалци, активисти, сите некако сакат да искористат момент кој што верувам дека дигиталниот речник е со добра намера направено и треба за тоа да служи, за јазикот, за збогатување, а не да се избрише, што е најлесно. Со едно копче да избришеш, но последиците се големи. Секаде во светот се води дебата околу користењето на зборовите за помалите заедници и начинот на кој се толкуваат. Тие се користат внимателно, се толкуваат детално, се со цел да не предизвикаат дискриминација, да не навредуваат и не потикнат говор на омраза.
Декадата на ромите, заложбите за борба на правата на ромите, сепак не се помрдна од мртва точка. Тоа го покажува толковниот речник кој ги дефинира ромите со навредлив јазик, навредлив речник. До кога ќе има таков говор на омраза, дискриминација, стереотипи, омаловажување кон ромите? Вашата борба продолжува. Секако, значи, не само декадата, ние години наназад од осамостојањето на нашата држава, ромите се третирани на еден ваков начин, со дискриминација, навредливи зборови, дали се тоа во јавноста, конкретно сега во овој случај Институтот за македонски јазик во делот на толковниот јазик имаше навредливи зборови кај што се третира во однос на цигани, циганчишта, циганка, секако дека за нас, како роми во нашата држава, се навредливи работи. Се циганчи. Се циганчи. Така да, навистина не знам која била целта и дека на ваков начин ние не можеме да го обогатуваме македонскиот јазик со додавање на навредливи зборови, не само кон ромите и кон останатите. Сметам дека тоа не е во ред и не случајно мојата реакција веднаш во истиот ден кога видов на кој начин толковниот речник кој се однесуваше на овие навредливи зборови, упатив една реакција и побарав истиот ден да тие навредливи зборови бидат повлечени, бидејќи никаде не носи еден таков пристап и однос кон нашата заедница. Авторите велат дека ако се повлечат тие зборови, не значи дека нема да постојат и понатаму. Тоа е факт, велат дека постојат. Но факт е дека официјално ги признаваат тие зборови, зашто ова е државен речник, ги официализираат практично овие зборови, го испогануваат јазикот наместо да го обогатуваат како што велите вие. Да, за жал точна е вашата констатација и не случајно сите ние, не само јас како ромка или моите сонародници, сите ние во општеството како граѓани треба да придонесеме кон спречување и превенција на еден ваков начин кон ромите со стереотипи, предрасуди и дискриминација. Мислам дека тие што го или поточно авторот на толковниот речник треба да разбере и да свати дека ние испоред уставот кој е тука, значи ние сме признати како народ. Во уставот не пишува циганскиот народ, во уставот пишува ромскиот народ. И така треба да во иднина сите ние како граѓани на оваа држава се однесуваме кон ромите, ромската заедница и ромскиот народ. Со почитување. Не само декларативни права кои се запишани во уставот и во закони и во други документи. Секако. Знаете што јас долги години работев со заедницата и денес работам со заедницата на едно поинакво ниво. Значи, пола од сопствениот живот посветив, како активистка, нели, посветив кон инклузивност и интеграција на ромската заедница. И ромската заедница да се чувствува како еднаква меѓу еднаквите. Точно е дека ние носевме многу стратегии, акциони, планови, закони, меѓутоа, за жал, не секогаш таквите заложби, законите, еве и уставот, кај што вели сите ние имаме права и обврски. Меѓутоа, само на хартија. Конкретно, во однос на решавање на ромското прашање, се уште нема. Значи, едноставно, ние се уште не гледаме некои видливи, драстични промени за подобрување на животот на ромите во нашата држава. И затоа сите ние треба да се заложуваме не само како институции, влада, собрание, него и самите наши сограѓани треба да помогнат во однос на инклузивноста на ромите, гледано од секој аспект, од секој сегмент на општественото живење. Имате ли објаснување зошто е тоа така? Зошто не се интегрирани ромите и покрај декларативните права кои ги имаат? Па, јас сметам дека ромското прашање не е се уште ставено на повисоко ниво во агендите на нашата држава.
конкретно во агендата на владата, во агендите на собранието и другите релевантни фактори што се. Се додека тоа не се случи, ние се уште четапкаме во место ако направиме компарација во однос каде се нашите сограѓани стигнати, а каде сме ние. Не случајно и Европската комисија има нотирано во годишните извештаи во однос на прашањето на ромите. Во Советот на Европа имаше еден документ кој говори за ужасната всушност положбена ситуација на ромите, состојбите кои се однесуваат на генерално ниво, особено во време на пандемијата. Се акцентира сиромаштијата, неможноста всушност да се одговори на предизвиците. Точно е тоа и држи. Ако земеме 30 години наназад дека ромската заедница е на маргините на општественото живење, постојано дискриминирана, и сега во екот на пандемија тоа драстично се виде дека е уште полоша состојбата во однос на ромите. Зошто го велам ова? Бидејќи секое мое слободно време, па дури минатата година кога започна пандемијата, јас постојано бев на терен за да ја увидам состојбата, проблемите и соодветно да реагирам во однос на поддршка на мојата заедница. Но тоа не е доволно, бидејќи сепак институциите се тие што треба соодветно да одговорат на целава состојба. Да, особено здравствениот систем кој е колабиран. На тоа се однесува всушност и тој извештај на Советот на Европа. Не може да одговори на потребите на ромите. Секако тоа е генерален проблем во нашата држава, но сепак кога ќе видиме во однос на целава ситуација на светската пандемија, не се случи тоа само кај нас, сепак сметам дека здравствениот систем во однос на оние ресурси кои ги имаше, навистина имаше големи предизвици, не велам не, меѓутоа сепак добро се справи. Денес сме сведоци дека на некој начин сега и бројката на заболени опаѓа. Сепак јас се надевам дека ова ќе биде една лекција за сите нас што значи здравието и здравствениот систем. Ви благодарам, госпожо Ви благодарам и на вас. Господине Демировски, толковниот речник во кој се навредува ромската заедница покажа дека говорот на омраза никако да се искорени во оваа земја. Сеедно што подоцна и се повлекоа тие навредливи зборови. Точно и за жал што се повторуваат некои основни грешки во Македонија. Знаеме дека Македонија подолго време инвестираше во градењето на граѓанското општество, градењето на толеранцијата, градењето и почитувањето на малцинските права, но за жал еве и со последната случка со речникот, гледаме дека омразата или не знам, гестови кои што потикнуваат омраза кон ромите на институционално ниво се повторуваат. За жал. Во недемократски општества секогаш малцинствата покажуваат тенденција на супремација, на доминација, да ги подчинат и понижат малцинствата. Интересно е што малцинствата немаат официализирано навредливи зборови, ниту пак имаат намера тоа да го направат, односно никогаш тоа не го направиле. Онака како што мнозинството македонци го официализира говорот на омраза преку овој толковен речник. Точно, малцинствата се секогаш најлесната алатка за некои манипулации или говор за да се истакне говорот на омраза. За жал, кон ромите ситуацијата на ромите во Македонија во последните неколку години се гледа дека драстично се менува, се менува на неколку нивоа, се менува на политичкото ниво, се менува на нивото кај институциите, се менува исто на нивото и на самата свест на граѓаните. Мислам, ја последно време слушнав, покрај речникот слушнав и за некои учебници што се издадени, дури и лектири кои што
нели, мотивираат говор на омраза. Мислам дека таа приказната со зборот циган е одамна завршена, нели? Ние уште од времето на Југославија, од времето на Тито завршивме со таа со нели решавање на тој вокабулар. Дека тоа не е наш збор, ромите не се насловуваат еден кон друг со зборот циган. Тоа е увезен збор кој што другите го користат, за жал. Тој збор од секогаш побудувал, нели, пежоративни, дискриминаторни и омраза од страна на мнозинството кон ромите. Оваа ситуација ситуацијата со зборот роми, со зборот цигани секогаш ме наведува, нели, на дискусијата кога сакаш да се закачиш со македонците, секогаш треба да им го чепнеш зборот, дали се они, нели, дали говорат на македонски јазик, дали се они македонци или северно македонци. Мислам дека тука некаде чувствата на нашите народи се тука некаде. Советот на Европа имаше документ кој покажува исклучителна загриженост за ромите кога станува збор за времето на пандемија. Тие немаат, знаете и сам, основната здравствена заштита е проблематична. Да не говориме за сиромаштијата која силно ги погаѓа овие луѓе, целата заедница генерална. Точно е тоа. Излегува неколку извештаи и неколку случаеви дури од европски земји, каде што забележуваат многу негативни влијанија, нели, за времето врз ромската заедница за време на ковидот. Имаме неколку случаеви во Бугарија, например, во Чешка и во Словакија, например, кај што ромите буквално беа изолирани, нели, со полициска патрола низ ромските населби, дури и цели security агенции беа ангажирани за да нели се изолираат ромските населби. Мислам дека овие тенденции не водат на добро, нели, не водат и укажуваат дека се повеќе како во Македонија, така и во Европа се промовираат некои конзервативни, дури фашизоидни политики, за жал. Европа помина, мислам, сега скоро, нели, славевме 9 мај, Ден на Европа и борбата против надфашизмот. За жал се повторуваат некои такви политики. Но сепак мислам дека Европа ќе изнајде, нели, своји сили како да излезе од тие тенденции или од тој притисок, да го наречеме, затоа што очигледно е дека тоа е притисок. И притисокот доаѓа од и политички партии и дури некогаш и од држави. Тоа е, нели, спонзорирана државна политика некогаш. Што се однесува до останатите речници кога станува збор за западните демократии, тие речници, каква споредба може да се направи? Што може да се забележи кога се опишуваат, дефинираат малцинствата? Случката во Македонија мене ме натера баш онака да ги погледам примерите од другите европски држави. Проверив, нели, што вели и како се обраќа, например, Оксфордскиот и Кембриджскиот речник, нели. Дури го погледнав и францускиот речник Ларус. Во однос на црнците и во однос на пример пакистанската заедница во Англија, многу убаво е наречено дека тоа се погрдни зборови. Зборот паки, например, кој се однесува, кој што е дерогатив и пежоратив за пакистанската заедница, многу убаво тоа го забележува, дека тоа е пежоративен, дерогативен термин за пакистанската заедница. Додека, например, исто така и за ромите, например, многу убаво го нарекуваат дека зборот циган или джипси, например, е лош збор кој што се однесува за ромската нација. Добро, господин Дедемировски, ви благодарам за овој разговор. Благодарам и на вас.